Добро утро! Добро утро, Славчо! Надежон Славчо. Дали не слушаш, Славчо? Славчо, разбуди се. Славчо, се Добро слушаме. утро. Добро утро, бе, Славчо. Бе. Аман, Добро бе. утро. Како сте? Ние, еве, смрзнавме. Ние Ти како си? смрзнавме. Смрзнато. Ние смрзна, а ти? И покрај ладното време, јас и денеска решив и овој петок да видам надвор. И Поради после... тоа што е доста интересно вака. Аха, Поинтересно е надвор. да, сигурно. Иако сме во зимски услови, иако сме сам почеток на октомври. Ако прошлиот петок бевме по куси ракави, сега сме по капнути, што би се рекло. Славчо, гледам Ондо дека... реđија музикам пак ќе улен зарици Тоа. да диџејм Славчан. Славчо, Славчо, гледаме дека си малку со потенка јакна се уште. Како е времето во Добро. Струга? Потенка јакна, да, јас со потенка јакна, но ги гледам са попат кога доаѓа ваму, јас сум покрај плажа, покрај Машка плажа ние што ја викаме. Аха. Една од плажите во Струга, гледам луѓе дека се со многу подебели јакни од мојава. ама Така што кажи го вистината, кажи го, бидејќи си тренирал од сабајле, затоа не ти е ладно. токму така, јас сум станат од 3 часот, па Од 3 така часа, малку Славчо. направив, да. Славчо, 3 неколку сатот не е слепови се утро разви. веќе. Склекови, ги гледал Да. овие си И кој? се загреав Звездите, ги гледал звездите како ќе биде дено за денеска и за наредните денови. И така треба, работава е чудна. Метеоролошката работа е Па, треба да чудно е станува во тоа. чудно времиња. Како и кажа Славчо претходниот петок, ни кажа дека доаѓаат многу ладни денови. Сега што правиме, Славчо, каде сме, што не очекува? Така, иако ова е многу невообичаено за овој период од годината, и Да. ова не се случило барем во последните 30 до 40 години, али нашите стари тоа е. не паметат дека вакво нешто не се случило. Тоа значи дека сме под влијание на многу ладна воздушна маса која продира од североистокот на Европа, односно од Русија. Истата условува да имаме невообичаено ниски температури на воздухот, кои условија, како што веќе знаеме, на повисоките места и на планините врнежите од дожд, кои ги имавме да преминат во врнежи од снег, а веќе на повисоките планини е формирана и првата посериозна снежна покривка. Како што можев да видам од граѓаните низ Македонија кои утрово ми праќаа видеа, снег веќе има и во дел од градовите, и тоа како што се Гостивар, Тетово и другите останати дел од градовите во северните и во западните предели од нашата Македонија. Што значи дека првиот снег веќе го имаме и во повеќе градови, во западните и во северните предели од нашата Македонија. Значи Интересно. луѓето сите тие што патуваат денеска треба да паза Стража, Маврово, Кодра Диелит горе на кај Попова шапка, така. да. Да паза, да бидат внимателни, бидејќи уште има мраз по улици, може да И не сме кажеме. воопшто спремни со сите можни функции за колата и Спремни сме тркалата физички, горе. ама психички уште не сме спремни. Да, Психички секако. не. Кај нас и во декември, во јануари да падне снег, на надлежните ги изненадува, така тоа не е нешто ново. Славчо, знаеме нешто каква зима не очекува. Иако почна многу рано, ќе имаме снег, да кажеме во ноември, декември. Убав снег, зборувам за Значи- квалитетен, не само онака, некој ден, да не освежи. Само тој горе знае. И Славчо. Така, значи, вака да започнеме прво за викендот. Да. Не очекува постепена стабилизација, но краткотрајна стабилизација на времето со малку повисоки максимални дневни температури на воздухот, кои ќе се искачуваат во интервалот од 8 до 14 до 15 степени во најтоплите централни југоисточни предели од нашата Македонија, што значи дека и понатаму и покрај малото затоплување се уште преку ден ќе бидат температурите подпросечни и ќе биде релативно ладно за овој период од годината. Интересно е што наутро ќе биде
невообичаено ладно за овој период од годината, па така на повеќе места очекуваме и појава на утрински мраз, со минимални температури кои ќе се спуштаат во интервалот дури од -3 до 5 степени во најтоплите предели, а на високите места и на планините ќе биде и значително поладно, што значи очекуваме уште пониски температури на воздухот. Значи треба да се облекуваме потопло. Ова не е добар знак, бидејќи ќе имаме и вируси повеќе. Сега почнува. Сезоната почна порано. Со овој ладниот бран ќе имаме и повеќе вирус, ќе има фреквенција по болници повеќе. Затоа треба да им направиме апел на сите граѓани да се пазат, да се облекуваат подобро и што друго, Славчо? Чај. Значи да се облекуваат подобро, да, и пари, да. И чај повеќе. И чај. Повеќе чај. Супер. Славчо, нешто друго што имаме да им кажеме? Што имаш некој топ секрет така? Што сакаш да го кажуваш, не имаш дилема дали ќе се случи или не. Кажи го денеска. Така, како што веќе ја да ја одговорам на претходното прашање на Бона, тоа значи дека остатокот од есенва ќе биде доста променлив, што значи може да очекуваме поради влијанието на ладната ланиња, која е активна на Пацификот, да се случуваат и понатаму чести ладни продори од северот, североистокот на Европа кон нашиот дел на Балканот, што значи дека очекуваме релативно поладна есен и поврнежлива, но тоа не значи дека и понатаму ќе немаме топли денови, топлите денови ќе ги имаме и сончевите, но ќе бидат нешто поретки за разлика од изминатите години. Стега, за зимата кога сме во прашање, исто така очекуваме нешто поснежна зима со повеќе врнежи, но ќе биде и нешто поладна за разлика од изминатите години. Исто така, како што веќе напоменав, поради ладната ланиња, и очекуваме и нешто поекстремно ниски температури на воздухот, па не би ме чудело температурите оваа зима да се спуштаат во делови од нашата Македонија, во оние најладни делови до -20, па дури под -20 степени, но ќе видиме што точно ќе се случува. Вау, Славчо! Славчо? И -15 да стигнат тоа премногу, а не па -20. Премногу? Да, -20, Значи... но да, значи ние сме имале и во изминатите години такви зими што не е ништо неочекувано. Значи јас давам отказ и се преселувам. Каде? Негде потопло. Копакабана. И во Дубај, така, каде што е. Ама лани се случи тоа катастрофата од Дубај, која имавме дилеми, дали беше намерно направено од HARP системот или не. Не знаеме, а? Постои HARP, нели? Не знаеме, HARP, да, после ја искрено слушнав некои муабети дека тие сами ги правиле тие облаци и нешто ги помериле тие работите и затоа настанало такво нешто, таква катастрофа. Сега колку е точно, ја искрено не знам. Ама знаеме дека постои HARP, знаеме дека постои тоа. Да, тоа е... HARP постои некаде на Балканот, како што знам ја, некаде дали е во Хрватска, Словенија, ама мислам дека е на Балканот некој HARP систем. И тоа е само со едно дугме, доаѓаат облаците, ионет, протонет, позитиве, негативи и со джустик, и настануваат поплави, временски непогоди. Со ремот контрол ти доаѓа кај што и да си. Не знаеме дали е вистина тоа или не, дали функционира, ама таква сме, ние луѓето веруваме во све што некој друг попаметен ќе каже. Заради тоа што се реализира. Убаво беше и ние да имаме некој дугме и да си направиме да биде секогаш топло кај нас. Да, бе, Славчо, вие стружаните обожавате тоа, за да имате повеќе туристи, а? Обожаваат, искрено јас си обожавам вака ладно време, зима, така да и така не одам, како што веќе ви кажав, на плажа. Не сум љубител по плажи, така да подобро е за мене зима и снег. Како е можно, Славчо? Па има луѓе што сакаат и зима и снег. Разбирам, само што не ми е јасно. Супер, Славчо, ти благодарам многу за јавувањето и се слушаме наредната недела. Фала многу, Славчо. Наредната недела во петок во исто време се слушаме исто така. Ви посакувам преубав викенд. Фала, Славчо. Па се надеваме дека следниот викенд ќе биде потопло за разлика од овој. Ајде за мене нека
биде следниот Да викенд. веруваме во тоа, да. Славче, има и Така, прекрасен ми беше ден и мило. се гледаме. Фала